Добро утро, почитувани гледачи. Починуваме следивите разговори во утинската програма на Слободен печат. Го читам насловот на Слободен печат, вели Силјановска во Рим на средба со папата и со Матарела. Што значи дека активностите на председателката и дома и надвор продолжуваат и е тема на анализи од заклетвата наваму како работите ќе се развиват и токму затоа мој гостин утинове господинот Боријан Ѓузелов, политиколог. Добро утро. Добро утро. Не би сакал многу брзо, мислам дека овие провладините, сегашни провладини медиуми или медиумите кои што ја поддржуваат ВМРО ДПМН и председателката Силјановска, ние сите ја поддржувавме, меѓутоа денот од свечената заклетва наваму се обидува да ја релативизираат малку работата, па би сакал уште малку да проанализираме како тоа остави впечаток во јавноста и дали се почитува или не се почитува уставот во државата, без разлика на надворешните реакции што доаѓаат однатаму. Тоа е второстепена анализа што можеме да разговараме, но дали беше прекршен уставот или не? Па бидејќи уставното име Република Северна Македонија, согласно обврските кои Македонија ги има преземено со договорот од Преспа, мислам дека е безпредметно подетално да разговараме за прекршувањето. Секако таа и во предизборната кампања најави дека ќе ја користи едноставната формулација Македонија, како што сите ние ја користиме. Но мислам дека со не читањето на заклетвата онака како што требаше да биде прочитана, согласно целосното уставно име на државата, си направи контрауслуга и на себе, но и на целата и на македонската држава и на македонскиот државен интерес. Зошто на себе? Затоа што и покрај тоа што сега има некакво воодушевување од пред се од десно ориентираните етнички македонски гласачи, веќе следниот ден требаше да се, условно кажано, да се правда. Не таа, но кабинетот да се дообјаснува. Тоа е почнување на 5-годишен мандат со еден чекор назад, наместо да биде еден чекор напред. Мислам дека немаше да има големо замерување од нејзините гласачи и немаше да бидат изневерени очекувањата, доколку во формалната заклетва го користеше уставното име, онака како што и беше прочитано, а потоа во нејзиното неконвенционално обраќање кон нацијата, во нејзиното кратко експозе, ги користеше формулациите Македонија, македонска држава, македонски јазик и така натаму. Мислам дека тоа делумно ќе беше толерирано и немаше да креира ваква меѓународна реакција и ќе беше во интерес на еден природен процес кој тече од потпишувањето на Преспанскиот договор до денес, а тоа е да се креира една клима каде што се толерира и треба да се толерира неформалната употреба само на Македонија. И мислам дека тоа беше еден процес кој сега е нагло застанат и тука е контрапродуктивноста, затоа што сега повторно, затоа што Грција почнува да се прашува дали постои добра волја од наша страна за спроведување на договорот од Преспа. И сега ќе биде секој збор на председателката, но и на раководството на новата влада, ќе биде внимателно мерен. И сега, значи, рефлекторите се на нив, на тоа како ќе го користат, дали ќе ја користат придавката Северна или нема да ја користат, и практично се создава контрауслуга. Нема да избегаме тоа сигурно. Сакам да останам уште малку на почитувањето на уставот и законите. Велат правниците, секој закон е подобар од што немаш закон. Дури најлошиот закон, ако овој устав, ако ово име е такво какво што е, и ако вие сте биле професор по уставно право, ако цел живот сте се залагале за почитување на правото и на уставот, мене ми е нелогично да не го почитувате тој устав за кој што мислите дека треба да се почитува. Без разлика дали тие подоцна ќе го менуваат или не.
Добро, нејзината интерпретација, односно интерпретацијата на кабинетот е дека со поставање подпис таа го почитува уставот, но нејзино право на самоопределување е да не го изговори спорното Северно. Но заклетвите секаде се усни. Да, јасно, мислам, тогаш тоа е не би требало да има заклетва. тука има контрадикција. И готово завршена работа. Тоа е тоа, тука се јавува една контрадикција која еве сега веќе 4-5 ден ова е тема на дискусија. Целосно се занемарува некои други пораки кои таа ги испрати, значи затоа велам контрауслуга. Сега доминира оваа тема која повторно на голема врата ги става односите со Грција, Преспанскиот договор. Но не, и дома. И дома. Значи сега ќе следи избор на нова влада. Министриве како ќе се заколнат? Па веројатно ќе ја следат, нормално тоа ќе иде коалицијска влада, така што тука веројатно дел ќе го користат уставното име Хорски, да. Во заклетвата Хорски ќе велат Македонија. Значи, мислам дека веќе нема да биде толку голема контроверза. Главно беше сега првиот момент како претседателката кој курс ќе го фати и очигледно го фати тој курс кој отвара стари рани. И не само ова што зборуваме за домашната употреба сега, се отвара и една друга пандорина кутија на внатрешна поларизација. Сега кој е за ова флексибилно користење на неуставното име, кој е против, кој е за, кој е предавник, кој е патриот. Мене тоа ме плаши да не се вратиме пак назад на тоа. Иако пораките и на Мицкоски и на Силјановска по изборите и малку пред изборите беа релативно сплотувачки, дека ВМРО ја научило лекцијата од претходно, дека нема да пушта такви токсични елементи во јавноста, како што беа случаи во време на Груевски и така натаму. И се и тоа се става знак прашање и на тоа. Тие покрај другото велеа Ѓузелов дека тие ќе се залага за почитување на законот, правото и уставот. Ако тие самите веднаш не го почитуваат тако како што е, значи тоаш нема никој да го почитува. И сите ќе наоѓаат изговор. Тоа што е решението? Тоа по мене, знаете како што вели претседателката, нека пишува Северна Македонија, таму каде што ќе настапува, и јас ќе говорам Република Македонија. Но тоа е исто како во заклетвата. Значи, вие мора да почитувате нешто што е устав. Ако не се слагате, тогаш не треба да бидете кандидат. Така. Видете вие сте првото лице на државата, сте вие. Така ние можеме да говориме Македонија, Република Македонија како сакаме. Меѓутоа, првиот човек на државата мора да го користи онака како што е напишано. Барем, да, точно, и барем да не реча никогаш нема да изговорам Северна. Мислам, тоа е екстремен став, кој зашто тогаш сте кандидат на таа држава, за да бидете носител на јавна функција. Што е логично, да го поништиме Преспанскиот договор? Не е тоа што најдоброто решение? За кого е најдоброто решение тоа? Па за претседателката и за новата влада. Па не, што не сакаат да бидат северџани, мислам дека е добро нов референдум и да граѓаните одолучат, сакаат или не, бидејќи се залагаат за таква опција. Мислам дека тоа е нереално сценарио. Сепак и ВМРО ДПМН и покрај тоа што го спори Преспанскиот договор и делумно за некои работи има солидни аргументи, сепак има една евроатлантска ориентација која не може да напушти туку така. Плюс Македонија е мултинационална, мултиетничка држава, албанскиот електорат е изразено прозападен, исто така и етничките македонци се уште имаат мнозинска подршка кон евроинтеграции. Основен услов за евроинтеграциите се почитувањето на постоечките договори, вклучително и Преспанскиот договор, така што не гледам можност и простор за такво екстремно сценарио. Ниту па мислам дека тоа е вистински посакувано дури и од најрадикалните структури во ВМРО ДПМН. Но поединци друга политичка партија поотворено се залага за добро, таа политичка партија доби 6 пратеника, не доби некоја мнозинска подршка.
Добро, тоа е за сега, но е исто така волја на одреден број на граѓани. Во политиката, да, може би човек да говори едно, да прави друго, но тоа ги обременува тие политички субјекти кои што во текот на владењето ќе треба да прават баланс на кажаното и на направеното. Ние со години слушаме, да, европска иднина на Македонија, но ако не сте направиле ништо за тоа, тогаш останува една вербален дискурс во кој што граѓани очекуваат нешто и не добиваат ништо. Па таа дискрепанца помеѓу залагањата, односно кажувањата и правењата, односно како се владее, таа дискрепанца не е нова и не е само за Македонија, па дури не е само за владењето на ВМРО ДПМН, иако очигледно дека тоа ќе биде случај во наредниве години. Тоа од друга страна го гледаме ние и од страна на однесувањето на клучните европски актери визави проширувањето. Јас пред неколку години напишав еден текст Pretended Europeanization, на англиски беше, значи божемна европеизација, каде што политичките елити на Западен Балкан ќе велат едно, а ќе прават друго. Сите ќе бидат проевропски, но ќе вработуваат клиентелистички, ќе местат тендери, ќе прават се што не треба да прават. А од друга страна па Европската комисија и клучните земји членки ќе велат ние сме посветени на вашите евроатлантски интеграции, ве чекаме во ЕУ и така натаму, но задкулисно не сите ќе даваат таква поддршка. И не само тоа, туку ќе има и прикриени или јавни вета, како што беше случај со француското вето во нашиот случај. Значи, ние мораме да живееме со тоа како релативно мала држава, чии што простор за маневар е ограничен. Ама може и обратно, господин Гюзелов, да се смета. Да, ние сме разочарани од Европската Унија, навистина, тие де факто покажа неразбирање за потребите и советувањата, но ако ја гледате последнава анкета на ИРИ, за регионалната определба на народите кои што живеат на Балканот, ќе видите дека тие исто така добиваат повратен ефект од нашето расположение за членство во ЕУ. Бидејќи малку сме за Србија, па малку за Русија, па малку Турција, малку е Америка. Ако видите некои од државите, значи кои ќе се каже Америка, таа лентата цела безрезервно се за американците или се за ЕУ. Ама веќе тоа не е случај за македонскиот. Кај нас има еден баланс, ние да знаеме зашто сме. Така е, да. Не е тоа, не знаеме зашто сме. Различни политичките партии кои што така. Па добро, тоа е и плурализам на крај. Мислам, не е тоа дека ние не знаеме зашто сме, туку кај нас постоеше една плебисцитарна ориентација про-ЕУ, про-НАТО, дури и во времето на владењето на Никола Груевски, кога се знаеше дека не можеме таму да одиме заради проблемот со грците, ама некако немаше општа разочараност од ЕУ. Се знаеше кај е проблемот е во Грција и добро, има тука двојни аршини, ама тоа беше наративот. Сега се зголемува таа фрустрација и тоа е со право се зголемува и затоа постојат различни струи и различен плурализам и тоа не е нужно лошо, може да биде знак на загрижување, за некакви или увертира за некаква промена на курсот на државата, ама не верувам дека до тоа ќе дојде. Може тоа да се гледа и како порака за да видат оние кои не испорачаа, а тоа е пред се Европската комисија и водена од мотивите на неколку големи земји членки на ЕУ, може да биде и како порака за нив да видат дека сепак не е ова нешто, не е населението на Западен Балкан сепак не е по дефолт проевропско, туку дека почнува да биде субјекти на други влијанија. И тоа може во една мера и да забрза интеграцијата од нивна страна, кога ќе видат дека не сме ние баш сега супер лојални, а нема ништо, ако не добиеме ништо, ние пак ќе бидеме на нивна страна. И тоа особено е изразено за јавното мислење во Србија, каде што веќе нема мнозинска поддршка за ЕУ.
Да. И сега тоа на некој подолг рок ќе видиме како ќе се развива, но мислам дека ако ние имаме значајно поместување за влегување на целиот регион во ЕУ, тоа ќе биде повторно заради одредена геополитичка позадина, не заради почитување на копенхагенски критериуми, кои се една релативна категорија. Спомена наративот ми даде некој шлагворд, но реакциите во Бугарија, реакциите во Грција, каде што таму мнозинството од граѓаните не се слагаат со договореното, исто договорот со Бугарија и со Преспанскиот договор како општество во Грција и па и политички сили во Грција кои што не го поддржуваат Преспанскиот договор и едва се сложија да го прифатат. Во Бугарија исто така. Гледаме дека наративите сега ќе пораснат во јавниот дискурс, кај нас ќе биде мотив за и ние да го подкренеме вокабуларот кон бугарите и кон грците, ќе почнат повторно дали нашите додат у Грција или не, да се мрзиме меѓу себе, и тоа не се создава една добра регионална клима за граѓаните, не само за дипломатијата. Дипломатијата ќе си ја тера својата работа, ама ние нема да живееме во нормални односи. Па точно, и тоа мислам дека живење во нормални односи, живење во хармонија, имање перспектива, тоа е националниот интерес на македонскиот народ. Пак ќе се плашиме во Грција како ќе не третираат привлезот, дали ќе бидеме добро примени или не. Мислам дека не е баш пријатно да ги нарушите и тие меѓучовечки односи. Не само тоа, сепак знаете, Преспанскиот договор покрај тоа што не испорача она за што се надевавме, а тоа е почеток на преговори со ЕУ, ни овозможи една сигурност со членството во НАТО и по мене најголема придобивка е што ги релаксираше односите од двете страни на границата. Значи сега веќе тој еден... Тоа не е мала придобивка. Не е мала придобивка. Дури за тие што живеат во Грција, македонците. Апсолутно, така е. Историско релаксирање има на тоа да се биде македонец од таа страна на границата. И сега повторно треба да влеземе во една. И сега ние правиме контрауслуга и на таа популација. Иако ние немаме никакви претензии кон популацијата етнички македонска во другите држави, но само сакам да илустрирам. Дали нам навистина ни треба отварање на оваа Пандорина кутија? И сега, еве дека биде меѓународно да се декларираме, сакаме да станеме членка на ЕУ, дека ќе опометиме ЕУ кој ќе одиме во Брисел, ќе им кажеме дека тие треба да бидат подемократични кон нас, да ја реформираме ЕУ, такви амбиции слушаме од изјавите на председателката, но веќе се јавија. Германија реагираше, Брисел реагираше, во Европската Народна партија реагира, Грција, Бугарија реагираше. Ние наместо да создадеме пријатели тие што ни беа, ние почнуваме да се плашиме дека вето не само од Бугарија, сега ќе добиеме повторно од Грција, па и од некоја членка на Европската унија. Па токму тоа, значи... Тоа ли е патот кон ЕУ? Така ли ќе реформираме? Не само дали е тоа патот кон ЕУ, дали тоа нас ќе направи погорди, еве. За колку време? Горди или тврдоглави? И тврдоглавоста на чија штета е? Мислам, ЕУ ќе продолжи без нас, Грција ќе продолжи без нас, имаат они своји проблеми, па и Бугарија. Значи, на наша штета е повторно тоа. Ама ќе си живееме скарани. И уште една друга работа, кога се зборува за, речиси, плебисцитарната поддршка за Селјановска Давкова од над историски 560.000 гласови, не сите тие гласови се гласови на ВМРО ДПМН. Исто така, не сите тие гласови за ВМРО ДПМН се радикално против Преспанскиот договор. Повеќето може би се, но да не заборавиме дека и самиот тоа беше лоша работа што имаше обид за бојкот, но изборот на Селјановска беше направен со широка граѓанска поддршка која вклучи и етнички албанци кои се недвосмислено про-Преспа и про-ЕУ. Okay. Значи, тој легитимитет која таа го има и кој е стварно за воскит, таа треба да го користи онака како што најави во експозето и дента кога беше избрана, дека ќе гради мостови, ќе гради единство
ќе гради едно национално сплотување. Национално сплотување, ако се отворат овие рани и ако почнеме сега да се препукуваме, и вие спомнавте на почетокот дека медиумите кои се, да кажеме, про-новата гарнитура, дека сакаат да го релативизираат моментот на негативен притисок од надвор. Од друга страна, мислам дека напротив, веќе почна да има во провладините, во пронововладините медиуми доста подпалувачки изјави, наслови и гостувања на некакви порадикални структури кои се во целосна спротивност на ова начелово на национално единство. Значи, сатисфакцијата емотивна ги задоволи, да речеме, во еден момент, им рече не на бугарите, им рече не на грците, затоа што не ги ратификувале тие 3 договори, но тоа беше краткотрајно. Еве сега, ова што рековте вие, рефлекторите сега ќе бидат постојано ствртени кон неа. Еве ќе оди во Рим на средба со Матарела. Кој име ќе употребува во разговорите со Матарела, председателката? Ние сега само тоа ќе слушаме, дали таа... Да, сега само за тоа ќе се зборува. И како Матарела ќе реагира, кој ќе рече, добро, госпоѓа Силјановска, вие сте Северна Македонија. Сега Италија не ни е непријател досега. Таа треба да ни биде поддржувач во членството во ЕУ. Ќе видиме. Мислам дека нема сега па преку ноќ да го смени курсот. Тоа би било исто попустливост, тоа би делувало као негативна порака кон овие структури кои се ежат од зборот Северна. Затоа велам, ќе беше многу по во интерес на она како она ја гледа политиката како уметност на можното, тоа го користеше во кампањата и е симпатично навистина. Ќе беше многу подобро да му даде шанса на времето за да се колоквиализира употребата на Македонија онаму каде што не боде очи. А во формалната употреба, како председател на сите граѓани, како председател кој го почитува уставот и законите, онаму каде што треба да го користи уставното име и мислам дека со тоа можеби немаше да има ваков општо народен воскит, но немаше да има па не знам кој знае каква разочараност или незадоволство. Велите политиката како беше на можното, но кај нас ние развиваме политика на можноста на дволичноста. Ако вие подпишувате и фактички, де факто и де јуре признавате нешто, а пред народот глумите дека ова што го подпишувам не вреди, за мене е дволичност. Или го признавате, некоја и трпеовска ама не можеме да живееме со такви политики. Така е, точно. Или затоа реков на почетокот, можеби радикално звучи. Но тогаш некој од политичките партии, рековте дека не добила мнозинство, но барем е честна во изјавите. Или да речеме некои други политички партии што веќе падна од власт, кој е едно општество за сите и веруваат во тоа и речеме го спроведуваат. Па да го спроведеа подобро, можеби немаше да паднат на власт, но тоа е друга тема. Се сложувам со вас, вие сега рефлекторите се вклучени во новото раководство и ќе видиме како тоа ќе продуцира почитување на правото, бидејќи ако почнат сега полицијата, министрите, секој на свој начин да третира таа заклетва, мислам дека ќе стане анархија и дека нема да биде добро. И ќе потрошиме многу енергија на тоа, кај што немаме реално голем, имаме маневар само штета да направиме. Некако борат со корупцијата. Па јасно, да. Економски раст, меритократија. Со внатрешни проблеми. И затоа што исто многу е значајно да се каже. Мислам, тоа е 100 пати кажано, ама важно е повторно да го повториме. Националистичките политички опции секаде во светот, заради естетиката, заради символизмот на националното, на националните пораки, кога играат на тие карти, има тенденција да го узурпираат, да го доминираат јавниот дискурс со тие работи, а позади сцена да си тераат
корупција, трговија со влијание, злоупотреба на јавните пари и така натаму. И сега, затоа ни треба нас будна јавност, ни треба транспарентност, ни треба зборување за други теми кои се секојдневие, за тоа како се трошат парите. Еве сега доаѓав наваму, гледам овие зградиве на плоштад кои останаа од Скопје 2014, 7 години стојат, зјаат празни. Треба за тоа да дискутираме, тоа секој ден го гледаме и као да не го гледаме, таа грда, ругла слика на плоштадот. Тоа се секојдневните теми кои треба да бидат, можеби не да доминираат, но треба да бидат во јавниот дискурс. Тоа е политичка агенда. А не сега само да се оптеретиме повторно за придавката, дали била вака кажана, дали била така кажана. Тоа не троши енергијата. Благодарам, господине Гюзелов, што бевте гости во утинската програма. Ви благодарам на поканата. Се надам дека ќе имаме прилика да разговараме и за други важни теми за кои што мислам дека, како што видите, се поважни од што или еднакво важни. Или еднакво важни. Да. Благодарам. Продолжуваме понатаму со другите содржини.